The aim of the project was cooperation and friendship, and everything was more organized as a review than a competition. But however, on 1st of September, Saturday, on ceremony evening, a special award were given to the participants. Special awards were given to the teams who win the first place in football, basketball and tennis, and certificate for the others. The honor of giving the awards has the mayor of Prilep, Mr. Marian Risteski. As well, he gives the certificates to the partners of the project, to the Mr. Edmund Temelko, the mayor of municipality of Prespa from Republic of Albania, and Mr. Konstantinos Tsakmakis, mayor of Melitin, Greece. And the special certificate was given to the donor of the project, East-West Institute from Ohrid. Добро вечер на сите присутни. Јас ќе се извинам од оправдани причини, морав малку да закаснам. Меѓутоа, сега сме сите тука заедно, значи на овој свечен момент кога ќе бидат доделени и сите награди на учесниците, и во оваа прилика на почетокот сакам да ги поздравам моите драги гости и мои лични пријатели. Со ова вечер и следва нашето пријателство ќе биде уште поголемо. Тоа се градоначалниците на Мелити од Република Грција, господинот Коста. Градоначалникот на Пустец, господинот Денмон. Представниците на East-West институтот, кои што се главни виновници во наводници за ова што денес се случува. И голем поздрав до Борис Стевовски, господин Борис Стевовски, до Гоце Костовски, како представници на регионалната самоуправа, кои се потрудија се тоа да се заврши и случува во најдобар ред, и сите вие да понесете преубави спомени од нашата општина Прилеп. Јас знам дека главна цел не беше само надпреварите, главна цел беше дружењето меѓу сите нас, а тоа беше фактички главна цел на нашиот проект, кој што го приложивме и беше прифатен од East-West институтот. А исто така во оваа прилика сакам да ги поздравам и сите други донатори кои што помогнаа да се заврши во ред оваа манифестација. Сите ние овдека, значи граѓани кои сме од трите општини, од Мелити, Пустец и Прилеп, имаме три заеднички работи. Првата работа е нашата заедничка историја и нашата заедничка мака која што сме имале во минатиот период низ историјата. Втората заедничка работа е нашето единствено заедничко семејство. Тоа е Европската Унија, кон тоа што сите се стремиме, Европското семејство. И третата заедничка работа се сите овие прекрасни мали дечиња кои што ќе представуваат иднина за развој на целиот овој регионот кој што го фаќа